Лаги со опашки били информациите на пратеникот Антонио Милошовски, кој обзнане дека премиерот на лидерската средба јавно кажал дека има сознание од специјалната обвинителка Катица Јанева за 10 дена заминува во куќен притвор, оцени денеска Заев. Но иако се обиде да го демантира Милошовски, премиерот всушност потврди дека имал комуникација со адвокатката на осомничената обвинителка. Значи, строго ги демантирам ваквите лаги, и тоа лаги со опашки да ги кажам, заради тоа што на лидерската средба, кога се отвараше дебатата зошто воопшто се преговара, кога еве предметите веќе поминуваат кај јавниот обвинител, мојот коментар беше од Ирена Фрчковска сум информиран дека е логично Катица Јанева да бара да ги достави предметите заради одговорност, но веројатно и жената да си бара улеснителни мерки во истрагата, заради невлијание на сведоците, невлијание на предметите. И тоа е коментарот за да продолжиме да преговараме. За вака некој тоа така со лаги да го злоупотреби е навистина нечесно према процесот, нечесно према јавноста, то нека му е на чест на господинот Милошовски. Пратеникот Милошовски пак во изјава за Алфа вели дека Заев неумесно се обидел да демантира, но всушност ја потврдил спрегата Заев, Русковска и Јовески. Но по ваквото признание на Заев, пратеникот бара одговор во кое својство премиерот е во контакт со Ирена Фрчковска како адвокат на Јанева, но и од каде доаѓа нејзината потреба да го известува премиерот за чекорите на Катица Јанева. Во денешниот деман премиерот Заев самиот влезе во уште понезгодна ситуација која што отвора многу дилеми. Прво кажа дека тој тоа го знаел, добил информација од адвокатката Ирена Фрчковска, која што е адвокатка на осомничената Катица Јанева. Првата дилема е зошто има потреба еден премиер, кој што не е ниту обвинител, ниту судија, да се консултира, да се информира, да разговара со адвокатот на осомничениот од оваа мега афера Рекет. Ова покажува дека премиерот Заев има личен интерес да се меша во голем број судски или обвинителски случаи, посебно таму каде што има сознанија и индиции дека се замешани високи функционери на власт. Но ова не е прв пат Заев да изнесува информации за истражна постапка. Во мај лани на собир во Капиштец ја најави пресудата за случајот Тенк, во која обвинет е екс-премиерот Никола Груевски. Инаку од 21 август Јанева доби нови 30 дена притвор како осомничена за случајот Рекет.